Ми ги взема сите. Како сте, добар ден? А за болките? За долу со краката? Да. Се наоѓаме каде црквата Успение на Пресвета Богородица, се ближиме поточно кон неа, каде денес голем број на верници од цела Македонија доаѓаат овде да се помолат за лично здравје и здравје на своите семејства. Ти викаш 300 сега викаш. Него оно вика. Еми ако е, ќе ще дојде. За ново години. Инаку се работи за Беровскиот монашки манастир, чија главна манастирска црква е посветена на Успение на Пресвета Богородица. На ово место пред да биде изградена денешната црква имало друга црква посветена на Успение на Пресвета Богородица, која била обновена и прилагодена за монашки живот, па со тоа е преобразена во манастир. Во 2002 година од водочки манастир со благослов на владиката Наум Струмички се доселило 3-члено братство. Така за прв пат во Берово биле ставени почетоците на машкото монаштво. Ова се главните котли каде се подготвува јадењето. ...29 години инаку од трагедијата која се случи овде, во која загинаа 9 лица, а над 50 беа повредени, откако гром удри во дворот на манастирот во Берово. Зашто има многу сведоштва и едно од нив е на Љубинка Клинчарска, новинарка од Берово. Таа во тој момент е изгубила светлината на очите, во незините очи. И во неа се појасно се зацврстува противењето на комерцијализацијата на големиот празник. За Божја казна предупредување од светците, волја на природата или обичаен несреќен случај, така во повеќето случаи се сметало тогашниот случај. Луѓето тогаш раскажуваа дека трагедијата се случила поради во тоа време зачестената практика чинот на празнување на голема Богородица да се нарекува курбан, што не е македонски збор. Други пак велат дека бакарот ја привлекол молњата со некакво атмосферско празнење, кој знае, се е можно, велат беровци. Според кажување на дел од повредените, секоја година на 28 август на градите им се појавува црвенило во форма на орев. Тоа што за жал е одбележа далечната 1996 година во Малешевијата и во кај оваа црква, веројатно никој никогаш нема да може да се објасни. Ниту тоа што и порано празнувањето се поместувало во мрсен ден, без последици. Ниту дали зборот курбан бил клуч за Божјата лутина, како што велат во неколку изјави сведоци на тој настан, или пак празникот зел курбан, не може да се каже. Ниту природниот феномен громот, ведро небо и дали бил предизвикан од материјалот од кој биле направени казаните за приготвување храна, исто така не може да се протолкува како причина за тогашната несреќа. Тоа е сепак Божја работа, да не се повтори. Она што
денес гледаме дека има доста голем број на котли каде се приготвува храната, не можеме да ги преброиме. Луѓе од цела Македонија доаѓаат овде се помолуваат, како што кажавме, за свое лично здраве и здраве на своите најблиски. Буквално додека шетаме се слушаат разни дијалекти од сите краишта на Македонија. Има присутни. За Берово е голем ден, бидејќи е празник на градот. Самата црква. Манастирски производи од самиот манастир, познатиот локум, кој овде се прави, е неизоставен дел. Се поведете. Вака, на почетокот на тезгата го имаме манастирскиот локум, традиционалниот, кој што е веќе прилично познат, да. И после имаме други производи кои што се претежно, не претежно, туку скоро сите се направени кај нас тука во манастирот. Имаме сируп од малина, лозова ракија, неколку вида на ликери и козметика. Не интересира малку за локум, од кога почна таа историја за него прилика? Од поодамна. Првите почетоци почнаа тука, после се прошири тоа, отецот го тоа воздигна на многу повисоко ниво во Скопје. Сега точно години да ви кажам, не знам, ама сигурно минимум 5 се. Точно не знам да ви кажам за години. Така да веќе е многу одамна, ама... Така. Се е тоа природно производство, домашно? Да. Денеска е голем дел за Верово, што ќе упатиме порека по тој повод? Да се сакаме. Љубов да шириме. Христос помеѓу нас. За многу години, нека на помош. На која телевизија това? Леле, мене само не ме даде. Добро. Неа почетно. Čekaj še.
Кратко некоја порака за Ново години да упатим за денешниот празник, нека за Ново години. Мајката Божја нека помогне на сите, живи и здрави, секогаш да се сеќаваме на нашите молитви, секогаш да ја молиме нејзе да ни помогне. За Ново години. Viva Lica, vamos dar idade. Не знам. Адриана, Evo dete gore, klikni go sad. Pa jedenje ipak da ne... Bravo! Колку казани рековме? Колку луѓе од тие 73 отприлика може да се... Зависи по колко се става. Некој малку, некој много. Ама 2000 луѓе. Зависи колко изгладен. Добро, да. Специјалитетот и годинава е? Завале. На помош. Окей, ама кажи нешто за тука ако знаеш. Голем празник, денес голем број граѓани го посетуваат овој храм, кој е познат по тоа што во 96-та овде имаше една немила случка, ама... Случката таа многу одавна беше случка. Така, Така, али тоа да не се понови веќе. да не се повтори, така. Нека им е со честит среќен на сите, така да мора да посетуваме храмовото македонско, што тоа не остана. Иначе од сите страни сме срдисени. Мора да ја чуваме и црквата И верата. има и верата и Македонија. Све ни споменија, побркаани. Име и јазик ќе ни земат. Не ќе знаеме када думаме на кој јазик виќе. Со среќа нека ни, на помош нека не празни. На помош нека. Поново.